Најави за денешните настани. Отворени денови за промоција на голфот како спорт во Охрид. Од среда гарантирана цена, дознака за производите со намалени цени. Продолжува девастацијата и негрижата за општите добрани за Охрид. Нов сообраќаен режим на улицата Македонски просветители. Осум случаи на ХИВ-СИДА регистрирани во август во Македонија, од кои 2 во Охрид и 1 во Струга. За најавените и за останатите содржини од дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и топло со измерени максимални 27 степени Целзиусови во текот на ноќта кон вторник, ведро со локална облачност и свежо. Утре во северна, северозападна, западна и североисточна Европа и локално во централна Европа и над Балканот времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со дожд проследен со ветар. Во останатите делови од Европа сончево со локална облачност и топло време. Утре во северните и централните делови на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со дожд. Во останатите делови од полуостровот локална облачност, минималните температури од 24 до 31 степен. Во Македонија во вторник сончево со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината со слаб југозападен и југоисточен ветер, минималните од 8 до 17, максималните дневни температури од 23 до 31 степен Целзиусов. Во Охрид во вторник сончево време со локална облачност и топло со слаб северозападен ветер, минималната 13, дневната 26 степени, а во среда сончево со локална облачност и топло, минималната 15, дневната 25. Во четврток времето во Охрид претежно сончево, ќе има локална облачност, а поплодне врнежи од дожд. Минималната 14, дневната 26 степени, а во Охрид во петок претежно сончево време со локална облачност, утринската 13, максималната дневна 27 степени Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Робник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентивен инженеринг село Ровник.
Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Отворени денови за промоција на голфот како спорт во Охрид и најава за голф школа на првиот голф драйв рейндж во земјава, изграден на просторот на поранешната касарна на иницијатива на голф клубот Охрид, а со подршка на општината и Министерството за локална самоуправа. Викендов заиграа палките и топчињата. Беше промовиран голфот како спорт за сите возрасти, од 7 до 77 години. Отворени денови за промоција на голфот во Охрид. Викендов заиграа палките и топчињата. Голем број млади и деца беа дел од овој хепенинг. Главниот туристички центар неодамна ги доби првите уредени голф терени во земјава. Терените на површина од 3,5 хектари се изведени од општина Охрид, а Министерството за локална самоуправа обезбеди 5,7 милиони денари за доуредување на просторот на кој што се направи голф драйв рендж, мало голф игралиште со 6 дупки и голф академија. Набавена е и опрема, колички за голф и апарати за голф топчина. Иницијатори на овој значаен проект за градот се членовите на голф клубот од Охрид, кои велат голфот е спорт кој може да се практикува од 7 до 77 години. Голф клуб Охрид организира еден хепенинг, го нарековме Open Golf Days или отворени голф денови, на кој сакаме да направиме мала демонстрација на вештините за голф на луѓе кои не се голфери. Да го приближиме овој спорт кај младите и кај возрастните, бидејќи голфот се практицира единствен спорт што може да се практицираат од 7 до 77 години. Значи, намените за сите, целиот хепенинг се одржува на терените на општина Охрид, кој по наша иницијатива од пред неколку години ја поддржа, видоа потенцијал дека на Охрид му треба една ваква понуда, бидејќи голфот е еден од 10 најраспространети спортови со играчи во светот. На Охрид му требаше една ваква приказна во туристичката понуда за привлекување на поголем број туристи, сметаат од Охридскиот голф клуб. Ќе ни се јавуваат туристи секојдневно и прашуваат кога ова ќе почне да работи, а доказ за тоа е и континуираниот интерес кој што го покажува хотелската заедница и заедницата на издавачи во Охрид и целиот угостителски сектор, со цел ова да биде уште една од нивната, значи да биде уште една можност туристичка која што тие ќе ја промовираат и ќе ја нудат. Љубителите на овој спорт велат дека првиот голф терен во државава, кој е направен по сите стандарди, ќе има возможи постигнување на далеку подобри успеси. Ние сме искрено премногу задоволни на голф клуб Охрид и на градот Охрид што направија вакво место, значи за да можеме ние љубителите на овој спорт на голфот да дојдеме и да го практицираме голфот. Благодарни сме што имаме во Македонија едно парче земја каде што ние можеме да ги тренираме вештините и ударите на овој спорт. Као што гледате на самиот терен, има доста млади заинтересирани за овој спорт. Со голф терените ќе стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори, а свечено отворање е најавено кон крајот на месец септември.
Уште една, за жал, не убава слика за Охрид покажуваат фотографиите испратени од наш сограѓанин во рубриката Ти си твојот град. Овој пат фотографиите се приказ на негрижата на општите добра од страна на граѓаните, но и од страна на надлежните. Потегот кај каналот Студенчишта, односно целата патека долж каналот од мостот па се до ресторанот Билјанини извори, беше хортикултурно уреден, со дрвени летниковци, со канти за отпадоци и со средени патеки. Но денешната слика говори за запуштеност на истите, односно негрижа од надлежните институции, како и за девастацијата, која посебно младите во вечерните часови ја прават со оглед на тоа дека станува збор за едно од нивните омилени собиралишта. Толку ли е тешко да се смени искршена шиндра или да се поправи корпа за отпадоци? Клупата уште малку ќе остане без делот за седење, барем тревата да ја искосеа. Се само дел од реакциите во рубриката Ти си твојот град на наш сограѓани. За волја на вистината, само во месец март годинава во рамки на акцијата за обележување на хоризонтална сигнализација низ градов беше спроведено обележувањето на пешачко-рекреативните патеки на овој потек. Исфарбани и обележани беа пешачката и велосипедската патека кај каналот Студенчишта, информираше тогаш градоначалникот Кирил Пецаков. Во истиот период, екипите на јавното предпријатие Градски пазар работеа на санирање на сидриштето кај каналот Студенчишта. Во санацијата беше опфатено и премачкување со соодветна боја на дрвените површини. Премачкувањето се вршеше со цел подолгорочна заштита на дрвените површини и разубавување на изгледот на пешачката патека, информираше тогаш градоначалникот Пецаков. Реализацијата на овој голем проект започна уште во 2016 година. Ја чинеше нашата општина околу 20 милиони денари, а беше финансиран со пари од општината. Проектот е изработен од проект биро, а изведувач беше Бифора од Охрид. Нов сообраќајен режим на улицата Македонски просветители од утре вторник 19 септември. Според новиот сообраќајен режим, кој е усогласен со надлежните служби во локалната самоуправа, предвидено е такси постојката на булеварот Македонски просветители во близина на поштата да се дислоцира на улицата Партизанска, а локацијата да биде пренаменета во паркинг простор. Воедно, делот од коловозот пред досегашната такси постојка на булеварот Македонски просветители од пресекот со улицата Партизанска до пресекот со улицата Димитар Влахов ќе биде отворен за сообраќај во правец од рампата кај поштата према булеварот Туристичка, со што од утре сообраќајот по целата должина на булеварот Македонски просветители ќе се одвива двонасочно. Апелираме до возачите да се придржуваат до измените и да ги почитуваат насоките на полициските службеници, кои утре на посочените локации и практично ќе ги информираат граѓаните за новите сообраќајни измени. Од среда, основните прехранбени производи ќе се продаваат по цени пониски за 10% од референтната цена во август годинава. Овие производи трговците ќе треба да ги означат со ознаката гарантирана цена, со што нема да имаат можност да се зголемат до 30 ноември. Од среда намалување на цените на основните прехранбени производи, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Листата е готова, утре ќе оди пред влада, а трговците ќе треба овие производи да ги означат со ознаката гарантирана цена, со што трговците нема да имаат можност да ги зголемат нивните цени до 30 ноември. Ваквото намалување на цените на прехранбените производи треба да биде поттик до сите чинители во секторот трговија и производителите да се пријават доброволно да добијат ваква дознак, апелира Бектеши. Би сакал да ги повикам сите чинители во нашата држава, во делот на трговијата, нашите производители, кои нивните производи со кои ги произведуваат или пак кои ги дистрибуираат, не се утре на листата на одлуката на намалување на цените, да се пријават во Министерството за економија, за да можат да ја користат ознаката гарантирана цена, а тоа ќе го препознаваат граѓаните, потрошувачите во нашата држава, а се со цел да се опшири опсекот на производи кои секако дека ќе бидат намалени со одлука на владата. Министерот информира дека денес ќе оствари средба и со производителите и дистрибутерите на пијалоци кај нас,
покрај хемиските производи и пијалоците да бидат вклучени во делот на цените кои ќе се намалат до 30 ноември. Министерот објасни дека кога еден производ ќе добие ознака за гарантирана цена, тоа ќе важи за истиот тој производ од сите производители кои ги има на рафтовите. Ако се намалуваат шпагетите, ќе се намалат сите шпагети кои се продаваат во нашата држава. Од било кој производител, од било кој производител, дали е домашен производител, дали е увозник. Нема врска, ќе се намалат сите производи од таа категорија која ќе биде наведена утре во одлуката на владата. Утре на седницата на влада ќе биде доставена листата од 50 на производи, од кои 25 се категории на производи, која е завршена, а од среда ќе почнат контролите на Државниот пазарен инспекторат со членови од влада вклучени во надзор, кажа на денешната пресконференција министерот за економија Крешни Бектеши. Со стапувањето на сила на владината одлука се забрануваат сите промотивни акции на прехрамбените производи. Надлежните сметаат дека токму на овој начин се правила манипулации и со цените и се избегнувала можноста за намалување на цените и за нивно замрзнување. За прв пат оваа година 3 тимови од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски ги представија своите идеи на Green Solution Hackathonот. Овој настан представуваше уште едно искуство за нашите ученици и професори и голема можност за стекнување знаења поврзани со развој и реализација на бизнис идеи и планови, велат од училиштето. На 15 и 16 септември 2023 година во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се одржа годинешниот Green Solution Hackathon во рамки на активноста Млади активно создаваат можности, на кој учество зедоа 15 тимови од ученици, студенти и други млади луѓе спремни за отпочнување сопствен бизнис. На дводневните активности и работилници тимовите од студенти и млади предприемачи развиваа зелени идеи за решавање на екопредизвиците во нивните заедници. За прв пат оваа година на Green Solution Hackathon зедоа учество и 3 тима од електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид. Тимот Green Force, составен од учениците Климент Маријановски, Дарко Крлески, Ана Спироска, Ана Атанасовска и Александар Спасеновски, под менторство на професорката Ирена Ралева Најдевска, ја презентираа својата апликација за пријавување на диви депонии Трешпингер. Тимот CH4, составен од учениците Ангелина Симиџиовска, Андреа Савик, Јана Кузмановска и Владимир Калановски, под менторство на професорката Јорданка Недеска Симиџиовска, се представија со својата идеја за производство на биодигестери за производство на биогаз од органски отпад. Тимот EW Recycle, составен од учениците Драгана Божиновска, Мелани Тасеска, Кети Јоновска и Арсени Ѓоршевски, под менторство на професорот Љупчо Балески, ја представија идејата за рециклирање на електронски отпад со цел добивање на секундарни суровини од отпадот како што се железо, бакар, злато и алуминиум. Иако учениците доаѓаат од средно стручно училиште во кое не се изучуваат предмети поврзани со бизнис, маркетинг и економија, тимовите успешно и вешто ги презентираа своите бизнис идеи пред стручно жири составено од представници на банки и стартап организации. Овој настан представуваше уште едно искуство за нашите ученици и професори и голема можност за стекнување на знаења поврзани со развојот и реализацијата на бизнис идеи и планови, велат од училиштето. 8 случаи на ХИВ-СИДА во Македонија регистрирани во месец август, од кои 2 лица се од Охрид и едно од Струга, информираат од Институтот за јавно здравје. Во текот на месец август во Македонија пријавени се 8 случаи на ХИВ-СИДА, од кои 3 лица се странски државјани со привремен престој во Македонија, информираат од Институтот за јавно здравје. 4 лица се од Скопје, вклучително и странските државјани, 2 лица од Охрид и по едно лице од Гостивар и Струга. Од пријавените 6 лица се од машки пол, а 2 лица од женски пол. Лицата се на возраст од 21 до 55 години. 6 од регистрираните лица се хетеросексуалци, додека 2 заболени лица се припадници на МСМ популацијата. Во текот на месец август во Македонија не се регистрирани смртни случаи од ХИВ-СИДА. Согласно постоечката евиденција на пријавени случаи, заклучно со 31 август 2023 година, кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ-СИДА во нашата држава за периодот од 1987 до 2023 година изнесува 620, и тоа 123 лица починале, а 497 лица живеат со ХИВ-СИДА, информираат од Институтот.
Следуваат вестите од светот. Украина планира да ги тужи Полска, Украина и Словачка поради забраните за украинските земјоделски производи, изјави денес украинскиот трговски представник Тарас Качка. Ограничувањата воведени од ЕУ во мај им дозволија на Полска, Бугарија, Унгарија, Романија и Словачка да ја забранат продажбата на украинска пченица, пченка, семе од репа и сончоглед на нивна територија, иако дозволија транзит на ваков товар за извоз на друго место. Сепак, имајќи предвид дека Европската комисија одлучи да не ја продолжи забраната за увоз во 5 соседни земји на Украина, Полска, Словачка и Украина во петокот, објавија своји ограничувања на увоз на жито од Украина, Варшава, Братислава и Будимпешта. Наведуваат дека действуваат во интерес на нивните економии и дека со овој потек сакаат да си ги заштитат своите земјоделци. Десетици илјади луѓе се собраа во американскиот град Њујорк повикувајќи на итна акција против климатските промени пред отворањето на Генералното собрание на Обединетите нации. На протестот учествуваа демонстранти од 700 организации и активистички групи кои извикуваа дека иднината на човештвото зависи од укинувањето на фосилните горива и носејќи надписи "Фосилните горива не убиваат" и "Не гласав за пожари и поплави". Многу мина го насочија својот гнев директно кон американскиот председател Џо Бајден кој се кандидира за реизбор следната година, повикувајќи го да престане да одобрува нови проекти за нафта и газ, постепено да ги укине постоечките и да прогласи климатска вонредна состојба со поголеми извршни овластувања. Соборот се одржа во пресрет на отварањето на климатската недела во Њујорк, каде светските лидери од областа на бизнисот, политиката и уметноста се здружуваат за да се обидат, за да спасат планетата. Двајца пилоти загинаа, нивните авиони се судрија при слетување на воздушна трка на национално првенство во аеродромот Рено Стейт во Невада. Трката за злато започна во 13 часот и 45 минути, а завршил во 14:15, кога двајцата пилоти се судриле на крајот трката. Други повредени немаа, причината за инцидентот се истражува. Безбедноста е најважната грижа и ние работиме во текот на цела година за да го организираме најбезбедниот можен настан, се вели во соопштението на Сдруженијето Rhino Air Racing. Сдруженијето додаде дека донело одлука за откажување на преостанатите трки по фаталната несреќа и дека работи на воспоставување контакт со семејствата на пилотите. Жестоки судири меѓу навивачите и полицијата го обележаа надпреварот од аргентинскиот лига куп меѓу Годој Крус и Белграно. Надпреварот бил во прекен од половина час поради конфликт меѓу локалните навивачи и полицијата. Конфликтот се случил пред стадионот кога навивачите кои немале билети се обиделе да влезат на трибините. Според написите, ветерот го внел солзавецот на трибините и настанала општа паника. На видеото кои се појави на социјалните мрежи може да се забележат навивачи како спасуваат деца на трибините, меѓу нив имало и бебе кои со голема тешкотија го провлекле низ бодликава жица и на тој начин го заштитиле од солзавецот што го дувал ветрот, јавуваат медиумите од регионот. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.